По одлуката на Алијанса за албанците да ја напушти владата, се очекува реконструкција, односно размена на министерства во рамките на владиниот кабинет. Dera kur hapet dikush del dikush hin, ajo është shumë e vërtet. Ne presim të ndodhin disa zhvillime politike në skenën në Мaqedoni. Министерството кој ќе биде засегнато е токму она што председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари го водеше 11 месеци. Најверојатно здравство нема да го наследи Вреди, туку ќе премине во рацете на ВМРО ДПМН, а за возврат се очекува Вреди да го води образование. Ова беше имплицирано од интервјуто на Билел Касами за 360 степени. Прашање е сега на комбинации во владата, затоа што да не кажам дека пошироко, но меѓу позициите кои ги имаше Евлен се отвори Пандорината кутија, од повеќе што позицијата министер за здравство беше наменето директно за Таравари. Значи, кога баравме да имаме во влада министер за здравство, се знаеше дека Таравари сака да биде министер и го преговаравме да имаме таа позиција. Така да сега со новата реалност може да има некои рокади во Најавувате значи реконструкција на владата. Па можно е, не во пошироки размери, но во некои комбинатори ќе. Едно име за кое се шпекулираше во јавноста дека би можело да ги предводи белите мантили е министерката за образование Весна Јаневска. На прашањето дали би се согласила да ја напушти оваа позиција и да се прифрли во здравство, таа одговори со насмевка. Државата има премиер и веројатно има преговарачки тим. Тоа е нивна работа, тие ќе кажат како ќе биде. Арбен Таравари беше назначен за министер за здравство на 22 јуни 2024 година во рамки на новата влада предводена од Христијан Мицкоски. Тој беше министер за здравство и во првата влада на Зоран Заев, а на таа позиција се задржа вкупно 151 ден, односно околу 5 месеци.